Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш на Алфа телевизија. Денеска Алфа телевизија го прослави 18-тиот роденден, влезе во полнолетство. Јас по сплетни околности сум во оваа телевизија од самиот почеток, да бидам прецизен. Телевизијата во овој формат почна да фигурира од денешниот ден пред 18 години. Јас дојдов отприлика 3 месеци подоцна и практично сум доајен на оваа телевизија, иако сум многу млад или се сметам за многу млад за да го употребам зборот доајен. Алфа останува професионална, останува независна и останува да се бори за вистината во која што верува, колку што може пообјективно, на начинот на кој што ние ги разбираме нештата. Ви благодариме за довербата со која што се разбира не следите. Ви благодарам во моје лично име за довербата со која што ја следите мојата емисија Заспи ако можеш од самиот почеток, уште од времето кога ја водевме заедно со Горан Момировски. Да се надеваме дека ќе бидеме уште долго време со вас и покрај сите притисоци кои што ги преживеавме во последните години, покрај сите обиди да не деградираат и покрај сите обиди да не стават во некаков круг, во некаква божевна ситуација, дека сме зависни од ова или она. Јас верувам дека, наистина верувам во тоа, дека работата што ја работиме е за доброто на државата и на вас, почитувани граѓани. Како и да е, вечерва со мене е гостин кој што одамна не бил во Алфа телевизија, одамна не бил и во мојата емисија, генералниот секретар на ВМРО ДПМН, господин Драган Ковачки. Добро вечер. Добро вечер, Драган, благодарам на поканата. Да ви честитам 18 годишнина од формирањето на телевизијата и да останете да бидете светло на вистината, онака како што бевте и досега. Благодарам. Ке речев полковнику по навика, ве нема подолго време во медиумите, вие сте пратеник се разбира, меѓутоа од неодамна сте и генерален секретар на владеачката партија, една исклучително важна функција, која што за среќа или за несреќа е помалку видлива од она на председателот на партијата, например, и на луѓето кои што сега се во владата. Екстремно тешка, екстремно захтевна, ќе употребив српски збор. Навистина бара многу, еве и сега во предпочетокот на разговорот рековте буквално трчате од едно место на друго. Вашиот работен ден сега е 24 часа. Така е. Така што нека вие со среќа. Па благодарам, еве да направиме нешто добро и за партијата и за татковината. Еве на мене ми е чест што бев избран, бев предложен од страна на председателот да бидам генерален секретар на партијата. Прилично одговорна должност, одговорна работа која што бара целосна посветеност, која што бара координација и која што бара активизам, би рекол 24 часа кроз 7. Така да мене ми е чест што сум генерален секретар и давам се од себе. И ќе давам се од себе за партијата и за татковината. Вас не ви е тешко затоа што сте војник, бевте војник многу долги години и тоа е начин на живот во војската, дисциплина, прецизност, точност. Иако некој вели Господа му е на помош на тој што се зафаќа за ваква работа, во ВМРО ДПМН се случија промени, структурни промени, би рекол, не знам, подпредседателските места например беа не ги нема веќе едноставно, сега има само председател на партијата, во меѓувреме се сменија дел од председателите на општинските одбори, така се нарекуваат? Комитети. Комитети се извини, одбори се кај СДСМ. Кај СДСМ, да. Секогаш го мешам тоа. Тоа беше еден долг процес, ако не се лажам, кој што и всушност и се уште трае. Па да, добро рековте, не се заменети подпредседатели, едноставно не се назначени нови подпредседатели, нели со мандатот на председателот. Објаснето е тоа веќе во јавноста од причина што председателот сака после неговиот последен мандат, кој што го има кажано во јавност дека ќе биде, да створи фер шанса за еднаков терен за трка на сите кои што се заинтересирани за наследник на председателското столче партиско. Сега внатре во партијата имаме одредени поместувања, значи имаме освежување на општинските комитети, на делот од председателите. Тоа се луѓето кои што ги водат општинските комитети на локално ниво. Едно 20% од досегашните
избрани функционери се заменети. Значи, со нови лица кои што биле тука во структурите, меѓутоа сега имаат шанса и можност да добиваат за да бидат први лица на комитетите. До сега ги избравме избравме од председатели на општински комитети од 4 изборни единици, тоа е единица, двојка, тројка и шеска, ни остана уште 4 и 5 од изборните единици да ги избереме. Во тек е сериозен процес, значи, на анкетирање внатре помеѓу членството. Интерес има, претпоставувам, голем. Имавме околу 800 апликанти за тие позиции, значи за едно 80 на позиции. Тука ги сметам и ветераните, и Унијата на жени и Унијата на млади сили. Околу 800 апликации имавме. Меѓутоа, после тие апликации, нели, следеа прв круг на интервјуа, комисиски и така натаму, внатрепартиски комисии, па следеше нов круг на интервјуа директно кај председателот на партијата и на крај секако одиме со внатрепартиско анкетирање, што го прави партијата интерно, помеѓу членството. И согласно тоа, значи, тие што се најдобри на анкетите, во разговор со председателот, а со согласност на извршниот комитет, биваат назначени како председатели на општински комитети. Ова звучи демократски, морам да признам, иако вашите политички опоненти веднаш рекоа дека тоа нема врска, дека сите тие луѓе се однапред таксативно избрани од председател, дека нема никакви разговори, дека сето тоа е само пуста форма. Ова што го објаснувате е процес кој што јас, ако е така како што тврдат, не би требало да го трошите, да потрошите месеци време. Па се да само може да зборуваат што сакаат. Јас многу пати и кај вас во емисија сум говорел, не се осврнувам тие што говорат, затоа што се што говорат, ама буквално лаже и се инуираат, да речеме, се сеќават и со мигрантите, дека ќе дошле, па еве не дојдоа. Уште ги чекаме, мигранти, добро. Ги чекаме мигрантите. Лажеа дека ќе банкротираме, па станавме држава која што има раст од 3,5% на годишно ниво, односно неколку квартали поред, нешто што е и над европскиот просек. Европа која што расте со околу 1%, ние растеме 3,5%. Да, дали е доволно? Не е доволно. Треба да биде поголем растот, меѓутоа тоа е што е во однос на кризата. Така да СДСМ може да зборуваат што сакаат, тие треба да си погледнат малку во собствените редови, да не се занимаваат со ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ќе ги прегази на следните парламентарни избори, кога и тие да се случат. Кои да бидат? Она што можам да го кажам, еве за нив, и да им упатам порака дека треба да внимаваат малку и на собствените редови, и на собствената коалиција, да не прават фронтови кои што однапред им се пробиени и кои што ќе им донесат штета. Значи, треба да ја сменат реториката, треба да ја сменат можеби начинот на комуникација со јавноста, треба да се навратат кон собствената идеологија која што ја изгубија во меѓупросторот, односно во меѓувреме додека беа власт под раководство односно беа во владата под раководство на ДУИ. Така да би рекол да внимаваат малку што зборуваат кон својот политички опонент кој што на следните избори ќе ги прегази. Ова ќе го сватат како закана, претпоставувам, кога велите да внимаваат, веднаш ќе за тоа ние, еве сега ние не знам што ќе им правиме. Не, јас зборувам демократски, така, ние на демократски начин ќе ги поразиме нив. И би рекол дека начинот на кој што комуницираат со јавност и се обидуваат да не прикажат како најголемото зло кое што се случило на Македонија, би рекол дека е смешен. Значи, тоа е несериозно, неодговорно е кон собствената држава да се однесувате така и кон партијата која што е на власт, која што освоила 58 претеници и која што секој момент може да го зголеми тоа мнозинство. Затоа викам, би требало да имаат малку почит кон тие што ги поразиле. Така е. Добро, но знаете како, се некој ќе рече во опозицијата тоа и е работата да критикува. Сосема друга работа дали вие критикувате одговорно и критикувате со факти или критикувате за да критикувате. Да те кажете нешто. Меѓутоа, ако вие во денот извадите, спомнавме неколку работи што и се познати на јавноста, било каква, не знам, идеја дека ова или она ќе се случи, народот природно чувствува страв. Ако ви каже некој кој што делува дека е на сериозен политички фактор дека државата ќе банкратира, кај дел од луѓето тоа може да биде
Дали кријат нешто од нас, дали навистина ќе банкротираме? Тоа е природно човек да се прашува. Така е, меѓутоа, еве, не го кажуваме ние тоа го кажуваат европските, односно монетарните финансиските институции. Европски, значи не го кажуваме ние тоа. Тие кажуваат дека сме ние трети во Европа по превземени мерки за справување со кризата која што е надворешна криза која што е наметната. Не го измислува тоа ВМРО ДПМН. 3,5% раст имаме во државата, реков, неколку квартали поред, за разлика од нивно време кога беа од 0 до 1. Тие работи се видливи, мерливи се тие работи. Тоа сме пари од Европската унија, иако тврдеа дека Европската унија во делот на реформската агенда. Мислам, неколку пати поред сме лидери во реформската агенда. Најголема сума на пари добивме од Европа во делот на тоа е поради спроведувањето на реформската агенда, од планот кој што доследно го спроведуваме, верувајте дека и следниот извештај ќе бидеме повторно најдобри. Така е, но додека тие лажат дека не е. Но гледате, господинот Винко Филипче вели, еве, дојде денот, нема реформска агенда, после 3 дена нема кога сме први и ве уверувам дека и во следниот извештај повторно ќе бидеме први. Еве однапред и тоа да го знаат. И уште од сега нека се спремат начин како ќе комуницираат со јавноста. Повторно ќе бидеме најдобри во Европа. И тоа е зборувам од апликантите. И тоа е она што го бараме ние конкретно од Европа. Сега малце ќе морам да одам на другата тема, меѓутоа ние бараме да одиме по тие критериуми, по копенхашките критериуми. Значи да си ги спроведуваме реформските агенди кои што ни се зададени не само заради Европа, туку да го направиме тоа заради нашите граѓани. Тоа СДСМ треба да го поздрави, а не да го критикува. СДСМ досега, еве ако сакате ќе направиме споредба во текот на нивното владење. Ако имале, еве карикирам сега, 25 реформски процеси кои што требало да ги спроведат, тие спроведувале 2. 23 не ги спроведувале. Беа многу гласни во тврдењето дека се еврофанатици. Беа гласни затоа што правеа отстапки на сметка на националниот идентитет, на историјата, на културата, на традицијата, на сметка на нас самите. Затоа што некој однадвор виде дека сме слаби во делот на спроведување на реформите, ги притисна и овие со цел да се додворат на надворешните фактори, со цел да прикажат дома дека се некакви реформатори, дека Европа е со нив, правеа отстапки на штета на националниот идентитет. Нешто што сега не е случај. Сега, карикирам повторно, од 25 реформски процеси, 2, например, можеби нема да ги реализираме и токму затоа е стравот и паниката кај СДСМ. Затоа се изгубени во комуникацијата со јавноста, веќе не знаат како да напаѓаат. Затоа, за жал, морам да се согласам со вас. Да се вратиме се уште на оваа ваша актуелна активност. Вие сте и пратеник во Собранието, тоа не се исклучуваат овие две активности. Собранието е посебна приказна. Постигнувате и тамо да бидете, сакали не Хеле? Да, апсолутно. Да. Но она што сакам да го кажам, не знам дали е ова нормално, логично, правилно. Значи обично партија кога ја губи власта влегува во процес на реформирање, на реобмислување на својата политичка активност, дури на својата идеологија, СДСМ тоа не го прави. Меѓутоа, вие сега ги правите овие структурни реформи во ситуација кога сте прилично сигурно на власт, и тоа втора година имате уште доста пред вас во овој мандат, ќе видиме за понатаму. Зошто беше нужно? Се работеше за некој природен процес, едноставно, или затоа што имаше големо незадоволство од работата, да речеме, на овие луѓе кои што беа заменети? Не, тоа е редовен процес кој што се случува, нели, после реизборот на претседателот. Значи тоа е стандардна форма во партијата, тоа сакав да го... Апсолутно така, и тоа ќе продолжи така, значи. Ние мораме да ја подготвиме партијата, сериозни политичари размислуваат, значи, со однапред 5 до 10 години. Минимум. Ние сакаме да си ја подготвиме партијата и структурата за новата ера, новата дигитална ера, која што доаѓа многу побрзо отколку сите што очекуваме. На тој начин сме одговорни и кон партијата, кон идните генерации, сме одговорни и кон државата. Партијата е таа во која што ќе се создаваат потенцијалите и капацитетите за после да се продолжи со управување со државата. Ние во процес сме на формирање на една политичка академија која што ќе биде како обучен центар за едукација на политичките кадри, за развој на политичките кадри, значи за една конзервативна десна идеологија која што ќе
учиме внатре во партијата, ќе си ги негуваме традициите, ќе си ја негуваме историјата, меѓутоа ќе ја подготвиме идната генерација на политичари кои што ќе треба да продолжат да управуваат со државата. И така работат одговорни политичари. Ова што го зборувате, 5-10 минимум години однапред, во меѓувреме, колку што знам, премиерот зборуваше дека и воопшто нас не е потребна стратегија, државна стратегија, така, па и за следните 20 и повеќе години, затоа што ми се чини премногу време потрошивме во политиканство од денес за утре. Апсолутно. Апсолутно се согласувам. Политиканството не носи никому добро. Политиканство, морам да се надоврзам сега на ова што го рековте. Ова што го работи сега опозицијата кон нас е класично политиканство. Тие не креираат политики. Секој дневно да излегувате и да плюкате против вашиот политички опонент, да правите тема од работа за која што сте должни, затоа што сте македонци, да се обедините со вашиот политички опонент. И вие од тоа да правите дневно политиканство, да им давате муниција на тие што од нас бараат да се покориме. Тоа е дневно политиканство на штета на сопствената држава, на сопствениот народ, па дури и на сопствената партија, која што во моментов е споредни не е толку важна. Тоа во моментов ни се случува. Политиканство на дневна основа, нешто што е крајно штетно, значи политиканство со националните интереси. Крајно штетно и тоа мора да престане. Јас многу често во разговор така со колегите го нарекувам Венко Филипче дека е адвокат по службена должност на Република Бугарија. Знаете, што е страшна вака квалификација, морам да признам. Да, страшна квалификација. Знаете, тие адвокати по службена должност, сме гледале по филмовите, им ги даваат на луѓето кои што се со најтешки кривични дела и кои што немаат средства да си ги покријат трошоците. И во моментов, буквално и двете се исполнети сега, ако се направи една паралела за кај Венко Филипче, по се изгледа дека тој е човекот кој што е адвокатот по службена должност на Република Бугарија во Македонија. Некои го нарекуваат специјален представник и така натаму. Како и да се нарече во тој дел, нема да се погреши, затоа што начинот на кој што дневно комуницира со јавноста и прави политиканство, викам, од националните интереси, откривајќи ја македонската слаба страна, а тоа е необединетоста, за која што тие не сакаат да пристапат со нас и да се обединиме, а сите други се обединети со нас, уште еднаш покажува дека станува збор за луѓе кои што не им мислат добро на татковината. Овде морам да забележам нешто. Политичарот има обврска, се разбира, политички да ги обмислува своите тези, своите идеи. Понекогаш го кажува и тоа што не мора лично да го чувствува. Кај вас е видливо и чувството. Јас ве познавам, колку што ве познавам, имам впечат дека лично ве нервира. Да. Овој облик на, сега вие ги потребувате тие термини на еден вид на предавство на државните интереси. Да. Лично ве нервира и тоа ми некако ме заинтригира. Така е, затоа што ние имаме обврска. Овде не се работи за пари, за функции, овде се работи едноставно за пристап кон работите во животот. Парите, функциите, тоа доаѓа и заминува. Треба да оставите нешто после вас. Треба да оставите сериозна, средена држава со институции, со држава во која што младите сакаат да остануваат, да го гледаат својот просперитет, меѓутоа и да бидат горди на себе, да бидат горди на тоа што се. Моментот кога вие почнувате самите себе да се негирате и да се понижувате, па тоа го правите и пред меѓународна јавност, тоа го правите јавно. Според мене, вие не заслужувате воопшто да бидете на медиуми. На медиуми треба да бидат војниците кои што наши македонски војници сме ги испратиле во Европската Унија, да ги брани границите на Европската Унија, во Латвија, во Романија, во Бугарија. Тоа треба да го каже Венко Филипче. Да им честите на тие луѓе што и дури и за Великден и за Божик тие луѓе се таму. И ако треба, тие луѓе ќе го дадат и животот за потребите на тие држави. Затоа што ние под НАТО знамето сме ги испратиле таму, сме ги испратиле во Европската Унија. Ако сака Венко Филипче да ја промовира идејата за Европската Унија, така треба да ја помогне на Македонија. Да каже дека ние помагаме дури на Европската Унија со наши војници, со наши трупи, а не да објаснува тука дека ние сме против Европската Унија. Па кој е
тој што има исполнето 100% усогласено со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија од сите овие апликанти, само Македонија. Тоа треба да го каже. Треба да излезе и да честита, затоа што сме тргнати од пост-мониторингот на Советот на Европа, нешто што е децении беше проблем. Така е. Со што се докажува дека имаме демократија во оваа држава, а не да плюка по власт. Значи, тие работи треба да се промовираат, позитивните работи, а не да се прави негативизам од нешто што е успех, да го вие минимизирате, нешто што е национален интерес. Се согласувам. Постојано, еви сега и тоа да го кажеме, постојано СДСМ инсистира на тезата дека ВМРО ДПМН е практично изолирана во европски рамки, се бројат крвни зрнца, се бројат средби, се бројат состаноци и така натаму. Постојано се инсистира, велам, на таа приказна, меѓутоа објективната стварност не кажува така. Апсолутно неточно. Како изолирани кога ВМРО ДПМН никогаш не било поактивно на меѓународна сцена. Погледнете ги активностиве на нашиве министри, на нашиве политичари, па и на партиските функционери. Учествуваме на сите активности на Европската народна партија, на ИПП. Ако сакате, еви викендов јас имам учество на една конференција во Сарајево, конкретно на месецот, исто така го имаме политичкото собрание на Европската народна партија. Тука имаме активности во Скопје, нашите тела, нашите унии прават, организираат заеднички средби, значи со сестрински партии од регионот, од Европа и така натаму. Учествуваме со наши представници, така да повторно ќе кажам, се што кажуваат и се што лиферуваат во јавноста поврзано со изолацијата на ВМРО ДПМН е класична лако, што реков, лагате и за мигрантите, и за банкротирањето, и за така натаму. Значи, ВМРО ДПМН апсолутно е партија која што е проевропска партија, која што игра веќе и на меѓународен терен и така и ќе продолжиме. Не се случи нешто за мене неверојатно, апропо ова што го зборувате за односот на СДСМ кон сопствената држава. Господјата, или господица, не сум сигурен, Ана Брнабич, во Прага ја бранеше Македонија подобро, поквалитетно, колку тоа СДСМ што го прави. Господинот Пленковиќ, премиерот на Хрватска, отворено го зборува, она што е факт, дека на Македонија е нанесена голема неправда, дека начинот на кој што се однесуваат кон нас е крајно неприфатлив, мислејќи на Бугарија, а ние внатре имаме ситуација во која што лидерот на опозицијата вели Бугарија не го негира идентитетот, немам никаков проблем. Дајте да ги внесеме во уставот и да престинеме со ова и на етење на ВМРО ДПМН со Европа. Многу внимателно, не со Бугарија, со Европа. Ќе го одговарам ова заради македонската јавност, не заради Венко Филипче. Не се бугарите, не е внесот на бугарите во уставот последниот услов. Тука е проблемот. И тоа го знае и Венко Филипче. Меѓутоа, тој тоа го прави од себични причини. Себични причини за да остане таму каде што е на позицијата, мислејќи дека ако неговата влада во која што тој беше член, беше под раководството на Артан Груби и на Бујар Османи, правеше такви отстапки со националниот идентитет, повторно кажувам, заради неуспешноста да ги спроведат реформите, и мислејќи дека ние ќе наседнеме на истата работа, мислам дека дебело се лаже. Од една страна ние продолжуваме со реформите, реков, лидери сме во тој дел, меѓутоа треба да знае дека не сме подготвени да правиме отстапки на штета на македонскиот национален идентитет бесконечно. Тоа е, но мора да се стави крај на овие отстапки. Значи мораме да имаме една предвидливост на процесот и мора да знаеме дека ние никогаш не сме рекле дека сме против бугарите, напротив. Никогаш, ама буквално не сме накажале нешто против било кој од народите кои што се во нашето обкружување или било кои народи. Ние ги почитуваме сите народи и бараме од сите народи нас да не почитуваат, како македонци, како граѓани кои што живеат тука и кои што со векови постоеле тука. Не се создале... имаат своја генеза, апсолутно. Генеза, не се создале во 45-та година. Туку така некој налудничава теза, апсолутно. Политички конструкт дека ги создал. Ако гледате така, да, нацијата можеби е политички конструкт, меѓутоа тоа се однесува за сите нации тогаш во светот, историски. Така да и ние бараме да бидеме почитувани исто како и останатите народи. И тоа го бараме, едноставно. Не е ништо надвор од некои цивилизацијски достигнувања во кои што
е моментално Европа и па би рекол и западниот свет. И од тој аспект сакам да кажам дека да, ние сакаме да одиме во Европската унија и тоа е нашата крајна посекувана цел. И тоа ќе мора да го оствариме, меѓутоа да го оствариме преку реформи, да го оствариме преку континуирана соработка, а не преку негирање и конфронтации и не преку правење на отстапки на штета на самите себе. Тука е разликата помеѓу нас и СДС. Оваа позиција е јасна, мисле че ни бидејќи се повторува од страна на лидерот на конзистентна е. Така е. Сега имаме една ситуација. Господинот Антонио Кошта, значи председателот на Европскиот совет, вчера беше во Македонија во ова нека летеча посета, како да ја наречам, низ регионот. И од она што успеав да го забележам, реалноста дека тоа што го направи СДСМ пред неколку години ни виси над глава, господинот Кошта го повтори. Тој вели тоа што е договорено 2022 мора да се спроведе доколку сакате да започнете со преговори. Така стојат работите. На сите објаснуваа дека не е коректно, дека сакаме еден вид на гаранции од нивна страна. Тој го одбегна одговорот за гаранциите, рече дека за нив може да се разговара откако Македонија ќе ги внесе бугарите во уставот, што е спротивно на нашиот вела македонскиот пристап моментално, дека ние бараме однапред гаранции. И сега тука се наоѓаме во една, би рекол, лимбо ситуација во која што многу е компликувано да се пронајде тој некој политички баланс кој што ќе биде прифатлив за сите. Ние знаеме. Видете. Слободно. Видете, сега извинете, нема проблем. Морав да упаднам. Геополитичкиот момент, за кој што сите го разбираме, сите што малку се бавиме со политика и малку повеќе разбираме што значи членството на Македонија во Европската унија. Тоа не е само прашање на просперитет, тоа е прашање на безбедност. Во моментов, Европа е во ситуација во каква што еве нема да навлегувам подлабоко. Меѓутоа, Балканот, односно Западниот Балкан, кој што е неинтегриран во Европската унија, кој ќе погледнете мапата на Европа, доаѓа како една црна дупка. Така е. Црна дупка која што е неинтегрирана. Црната дупка, по природите на физиката, има тенденција да вшмука се внатре во себе. Абсорбира, така е. Така е. И од тој аспект треба тоа така да се гледа. Значи, така треба да се пристапи на решавањето на не само на спорот, туку на интеграцијата на регионот. Секоја од овие држави има некаков проблем со дел од соседите и така натаму. Некои има територијални спорови, некои имаат идентитетски спорови. Кој немал, господин Ковачки, Франција и Германија има. И сите има, и така, и сите нашле заеднички јазик. Меѓутоа, моментот во кој што се наоѓа Европа, па и светот, не дозволува импровизации. Македонија и регионот треба да бидат интегрирани во Европската унија. Македонија е по број на жители колку едно предградие на Париз. Да не се подценуваме, меѓутоа бројот на жители ни е толкав. Целиот регион, што е неинтегриран, по број на жители е помал од Холандија. Значи, Холандија како држава има повеќе жители од целиот Западен Балкан. Значи, Албанија, Македонија, Косово, Босна, да. Црна Гора, Србија. Целиот овој регион не продуцира повеќе бруто домашен производ, вкупен бруто домашен производ, значи како економија, ние не произведуваме цел овој Западен Балкан повеќе од Белгија. Белгија, малата Белгија. Таа има појака економија од сите овие држави заедно на Балканот. Така да, од тој аспект сакам да кажам, Европската унија мора да има волја за да го прими регионот. И тоа мора јасно да го стави до знаење, до државите аспиранти. Мора да знаеме дека во одреден период во иднината Македонија ќе стане членка, за да имаме предвидливост на процесот, за да можеме да пристапиме кон дополнително забрзување на реформската агенда и така натаму. Добро, но тие велат сигурно ќе влезете. Никогаш од Брисел немало изјави типот нема да влезете. На секогаш се вели, вие сте дел од семејството, да не ги повторуваме фразите. Може Советот да даде одредени гаранции, кои што би можеле да бидат разгледани од тој аспект.
со кои што би можеле да се подотворат вратите. Меѓутоа, не можеме да веруваме веќе само на изјави. Мора да се подсетиме на изјавите. Тука дојдоа, се наредија сите од цела Европа. Дури Ангела Меркел дојде да ни кажува, така е. Меѓутоа, сите тие доаѓаат и си заминуваат. И тој од кој ќе замине од политичката сцена, неговиот наследник слободно може да ви каже, ама јас не знам со кого сте се договарале, вие може да сте се договарале со мојот претходник. Тој бил од социјалистите, сега јас сум од, не знам, либералите и така натаму. Па дури да биде од истата политичка провиниенција, ќе без разлика, со него сте се договарале, со јас не сум се договарал. Затоа викам, мораме да имаме конзистентност на овие политики. Мораме да знаеме дека ние до тој период ќе се придружиме на Европската унија. Не само заради нас, туку заради Европа. Реков, црна дупка и уште една работа. Како членки на НАТО, спомнав пред малку, Венко што треба да пофали. Не го споменав тоа за џабе. Ние станавме членка на НАТО. Ние ги исполнуваме сите стандарди на НАТО. Реков, ние сме подготвени да ги браниме тие европски држави, членки на Европската унија. Ние сме горди членки на НАТО. Значи, не сме укорени од НАТО дека не ги спроведуваме обврските. Сме докажани како НАТО членка. Кој е проблемот утре да бидеме членка на Европската унија? Некој се плаши дека нема да ги спроведуваме реформите и нема да бидеме достојни членки на Европската унија? Апсолутно не. Еве, покажуваме на членството на НАТО дека можеме да бидеме рамноправни партнери со кои што можат дури и да допринесат, повторно викам, и во НАТО одбраната, меѓутоа и во одбраната која што се поклопува и реков е неразделно од одбраната, односно безбедноста на Европската унија. Спомнавте многу важен сегмент, еднаш ке имам зборувано за истиот во релација на односите меѓу САД и Македонија. Неодамна имаше некои состаноци, ако не се лажам, на кои што беше договарано Македонија во Америка да се направи фабрика во која што ќе биде наша руда вадена, еден исклучително редок материјал кој што им е потребен на американците. Сега и ова го спомнувате со НАТО, за мене многу важен момент. Ние бевме навикнати од X причини долги години да бидеме некакво мало бебе на Европа и на САД, на кој што ќе му даваат на лажиче, храна, како некакви неспособни. Сега се поставуваме во позиција во која што ние не само што бараме еднаквост од позиција на слаби, туку велиме ајде да учествуваме. И за мене тој нов квалитет е многу важен. И тоа го правиме. Можеме со Америка да соработуваме, Америка е Америка, но ние можеме да ви понудиме нешто реално, а не само дајте ни помош. Со Европа, баш така, дури и да е овој нашето учество во НАТО, некој ќе рече минимално или не знам какво, но е факт. Ние навистина одиме и ако некој нема да се согласи, ќе рече што бараат наши војници во Естонија. Меѓутоа, ние обврските што сме ги презели, докажуваме дека навистина ги правиме. Колку и да е тоа тешко. Така е. И политички може да биде утре за вас. И финансиски исцрпувачки. Исцрпувачки и политички може да биде платено. Меѓутоа, ако сме презели обврски, докажуваме дека навистина сме подготвени тоа да го сработиме. Така е. Затоа што е многу нефер, драга да ви кажам. Ние имаме војници во држави на Европска унија, а нашите граѓани чекаат за влез во Европската унија со саати. Баш така. Како од трети свет. Многу е некоректно и затоа викам, ние треба да сме дел од Европската унија. Затоа и треба да бидеме рамноправни таму. Ние не бегаме од обврските, си ги спроведуваме обврските и ќе ги спроведуваме и правиме се за да го успееме во тоа. Меѓутоа не можеме да дозволиме билатерализацијата да биде проблем за таа работа, затоа што како ќе ме убедите или како ќе ги убедите македонските граѓани дека тие вредности што сега самата Европа не ги почитува во однос на македонците, дека утре кога ќе станеме членка, тие вредности ќе се почитуваат. Треба да се бориме за почитување на вредностите кон кои што сите сме се обединиле. И самата Европа и ние како држава. Ми падна на памет еден интересен момент. Вие бевте полковник во армијата со реално голема војничка кариера. Председателот до неодамна, а сега премиер на Бугарија, исто така војник, офицер, пилот. Да. Можете вака да прочитате кај него. Знам, ова сега буквално на памет ми падна како идеја, како една корелација. Тој е човек кој што исто како и вие функционира веројатно на војнички начин. Не може да избега од својата природа, претпоставувам. А тоа е човек кој што во моментов е алфа и омега на бугарската политика. И за жал едноставно еден од најголемите противници на македонизмот, ќе го наречам.
Мислам дека стереотипите од минатото треба да бидат заборавени, треба да гледаме кон иднината. Не навлегувам, јас и нема да го коментирам. Премиерот, досегашниот претседател на Бугарија, си го избрал народот, нека му со среќа, упативме и честитки за таа работа и му посакуваме успешно да си ја води државата и бидејќи Бугарија е наш сојузник во НАТО, реков. И соседи да објективни. И сосед објективен. Тука се народите наши се блиски и да посакаме те во иднина што поскоро да бидеме и сојузници во Европската унија. Добро. Сега, кога веќе го спомнавме делот со вас лично, постојано сте вие лично мета на некакви напади, ајде ќе речеме обвинувања, вие генерално не обрнувате внимание на нив, но време е да се спомене, сега неодамна бевте на конгрес на ваша сестринска партија во Албанија. Да, Демократската партија на Албанија. Да, во име на ВМРО ДПМН, тамо се обративте и на албански јазик. И некој веднаш се обиде од тоа да извлече заклучок каков воен херој е овој, што се борел нели против објективно албански екстремисти, а сега оди во Албанија и буквално пораките беа, ете тамо се улижува, да не употребам некој термин, им зборува на албански, иако е протоколарна работа, предпоставувам. Во истиот текст беше и се разбира повторена една мантра дека вие немате НАТО сертификати, дека сте и се понатаму и понатаму. Меѓутоа, еве ова со Албанија беше најсвежо некако. НАТО сертификатот сум го коментирал, тој е глупост, значи што го кажуваат. Имам највисок НАТО сертификат. Повторувам, значи тоа го кажав јавно, неколку пати сум го напишал и повторно повторувам. Имам. Што треба да правите, да го држите овде? Не знам што да треба се шетате со него, еве го сертификатот. Ама сосема, ама мисли некој дека ако 5 пати ја повтори лагата и дека ќе стане вистина. Тоа е уште едно од СДСМ, од фабриката на лаги. И нека име на чест. Прават штета на државата, не ми прават штета на мене лично и на партијата која што ја представувам. Што се однесува до присуството на Националното собрание на Демократската партија на Република Албанија, апсолутно наша сестринска партија, партија која што се борела против режимот на Енвер Хоџа, период кој што е страшен, да речам, и за албанците и за македонците во Албанија, кои што живееле во тој период таму, така да тоа е на наша сестринска партија со која што имаме одлична соработка. Соработуваме на повеќе нивоа, значи по хоризонтала и по вертикала со нив, разменуваме идеи, мислења, си помагаме. И тоа е една сосема нормална комуникација помеѓу партии кои што се членки на Европската народна партија. Ние се среќаваме со сите, еве го и премиерот Пленковиќ што беше пред некој ден во Македонија. Тоа е неговата партија ХДЗ, членка на Европската народна партија. Сега тоа што поединци не сваќаат што значи домашно воспитување, политичка култура, јас тука не би навлегувал се, тоа си е нивна работа. Начинот на кој што сум се обратил е мој личен начин и така и ќе продолжам, јас немам проблем. Значи, Тоа е облик на почит, ништо повеќе. Апсолутно, кога ќе ве поканат некаде, дека треба да се однесувате со достоинство. А инаку, ако сакате баш, еве и за јавноста, пред мене се обраќаа грчки пратеници, се обраќаа германски пратеници, американци и така натаму. Мене ме оставија за предпоследен, пред самиот председател да се обрати. Така да голема чест ни укажаа на нас како ВМРО ДПМН, вклучително и на државата. Така да на голема чест ни направија. Па, значи, изолацијата. Па, апсолутно, да, во тој контекст го кажувам. Пред ВМРО ДПМН е вело една специфична ситуација, има навистина голема моќ, затоа што има 58 партеници, стабилна влада, барем така делува, и според мене исклучително фрагментирана опозиција која што не е достоен противник. Некој просто би рекол плача за предвремени избори, иако премиерот вели дека нема да ги има, дека нема потреба. Ние имавме времења кога ВМРО ДПМН во една слична позиција како сега брзаше со предвремени избори, сега велите нема потреба затоа што имаме попаметни работи од тоа. Да не забораваме дека вашиот главен политички противник, се уште главен, ќе видиме дали ќе остане главен, бараше и референдум за влегување на бугарите во уставот, граѓаните да одлучат, го одбивте и тоа со истото објаснување дека трошиме пари во принцип за што? Кога од Марс се гледа,
еве смело ќе речам, од Марс се гледа дека на таков еден референдум граѓаните ќе бидат против. Видите, ние како одговорна политичка партија, ние ја водиме државата. И ние ја водиме согласно нашите проекции, како треба државата да изгледа. Значи, стабилна, економски развиена, држава со достоинство. Не можеме да се водиме од барањата на опозицијата. Тие може да бараат што сакаат. И нивно право е да го бараат. Меѓутоа, повторувам, по трет пат во емисијата го кажувам, треба да се пресметаат што сакаат да постигнат на тој начин. За кого одработуваат. И дали навистина имаат искрена намера да ја помогнат на татковината со тие побарувања, или станува збор за купување на ден плюс, месец плюс останување на столчето на Венко Филипче. Треба да се запрашаат со овој пристап и барање на референдуми и така натаму на работи кои што однапред се знаат како ќе биде одлучено, дали е тоа вистинската политика за нив. И дали е тоа вистинската политика за државата, мислејќи дека ако не растргнат и не внесат во теми кои што се, реков, со однапред дефиниран крај или резултат, дали мислејќи дека на тој начин ќе ни го одземат вниманието, ќе успеат да го запрат развојот на државата. Па со тоа ќе создадат незадоволство и после тоа на тој начин да купат некој политички поен плюс плукајќи по нас за да дојдат на власт. Мислам дека е погрешна стратегијата. Треба, реков, да се посветат малку на себе, на внатрешна реорганизација, на враќање на идеологијата која што ја нема. Ја изгубија идеологијата, реков, додека беа под власт на ДУИ. За жал, нивните лидери тоа го дозволија. Сегашниот лидер, Златно Визашот, кој што е остаток од тој систем, не прави ништо во поглед на тоа, туку продолжува со истиот начин на действување и штета прават и на сопствената партија, меѓутоа прават штета и на државата на тој начин, со тоа што доколку Македонија би имала сериозна опозиција, односно опозицијска партија, која што би ги нотирала пропустите, и нормално е да има пропусти, знаете, кога сте власт, вие не можете да бидете совршени во извршувањето. Меѓутоа, би било добро да има вистинска опозиција која што ќе ги нотира слабостите и ќе ги обелоденува, со што ние би се поправале. И тоа е нормално. Тоа е нормално. Меѓутоа, да дефокусирате и да правите политика, значи да имате дневно политиканство од национални теми, со кои што ги ослабувате позициите на сопствената држава, мислам дека е несериозно. Толку е чудно што некои велат ова актуелно раководство на СДСМ одработува за ВМРО ДПМН. Сега вие сте генерален секретар, одработуваат ли за вас? Им плативте ли? Значи вака партиски гледано, себично гледано, јас затоа викам, ама ние не гледаме само партиски, ние сме во моментов партија која што води државата. Ние треба да гледаме државнички, не себично само за партијата. Себично само за партијата нам не одговара, на нас не одговара сега, утре дојдеме на избори да ги прегазиме. Меѓутоа, тоа се дополнителни трошоци и така натаму сега. Ние треба да го реализираме тоа што сме го ветили пред граѓаните. Не е само да идеме на избори да ги поразиме. Што фајда имаме од тоа ние што ќе ги поразиме? Работата е да го реализираме тоа за што сме го ветили. Значи, подобар животен стандард на граѓаните, да донесеме право и правда и така натаму. Од тој аспект, мислам дека СДСМ може тука да напаѓа, во тој дел. Во делот на реализацијата на тоа што сме го ветили. И треба. Сме или не сме успешни. И тука да конфронтираме аргументи. Нешто што прават нормални политички структури во еден нормален демократски процес. Меѓутоа, повторувам, начинот на кој што се однесува, да, на нас како политичка партија, вака, да ви кажам себично, може би и ни одговара како политичка партија, не од државно ниво. Од друга страна, го имаме ДУИ, мораме да ги спомнеме и нив, долги години беа на власт, заборавивме, има цели генерации што пораснаа со ДУИ на власт. Ако сме реални, сега се во позиција како полека да ја прифатија реалноста, меѓутоа помени замени од таа страна ќе излезе некаков некој провокаторски, така да речеме, наратив. Сега неодамна еден од порано видните функционери зборуваше за федерализација на државата. Се повторно ќе речете, знам. Тоа се остатоци од некои минати времења, меѓутоа успеваат да ги протат како наратив. Видите, јас сега ќе бидам брутален тука. Во
одговорот. Рамковниот договор е дел од уставот, кој што тие го променија и го донесоа. Обидите за федерализација, бинационалност и така натаму се спротивни на рамковниот договор. Повиците кои што излегуваат надвор од уставот и обиди за уставно редефинирање треба да бидат разгледувани од други институции, не од политички институции. И мислам дека тука ќе ме разберат што сакам да кажам. А сите тие кои што се пропоненти на Охридскиот рамковен договор треба да излезат и јавно да кажат се за рамковниот договор или не се за рамковниот договор, затоа што тоа што сега го говорат не е во рамковниот договор. Нема бинационалност, нема федерализација. Точно е дефинирано, а рамковниот договор е дел од уставот. И ако сме реални, за овие 20 и кусур години беше имплементиран. Тоа е дел од македонскиот политички систем, нешто што е подпишано пред 25 години. Но ако некој нема што друго да понуди, се враќа на старите добри навики на ширење на националистички идеи. Немаат зелена агенда, немаат начин како да ја дигитализираме државата. Значи, такви предлози немаат подобрување на економијата, автоматизација, да кажат некои мерки за подобрување на земјоделието и така натаму. Од било која област немаат такви активности. Зборуваат само за работи кои што се вака емотивни. Емотивната работа треба повремено да се емотивниот пристап треба повремено можеби и да се користи, меѓутоа тоа да биде на соодветни датуми, на соодветни настани и така натаму. Меѓутоа тоа не смее да биде политика континуирана. Значи тоа треба да биде, кажам, на одредени настани, одредени датуми. Континуитет на политиката треба да бидат мерките, политиките кои што носат развој и бенефит на сите граѓани. А што мислите за... Мислам дека имаме еден интересен феномен. Имаме политичката партија Левица, која што е во собранието со своја група, која што е гласна, прилично гласна, морам да признам. Јас имам впечаток дека ВМРО ДПМ најмалку се занимава со Левица, дали тоа свесно или несвесно, но најмалку се занимавате со нив. Тие секогаш имаат еден агресивен пристап, агресивен наратив, во кој ќе ве бесиме сите утре ако дојдеме на власт, и радикални некакви чегори често се употребуваат и лични навреди и така натаму, дури од највисокото раководство, не значи како од некои вака случајни минувачи, туку од највисокото раководство. Мојот личен впечаток дека ВМРО ДПМН некој нив се однесува како кон мали деца. Добро, поигрете си малку. Дали тоа исправен начин? Или треба во нив да се гледа сериозен противник кој што утре задутре може и да стане фактор? Не, јас сум го говорил тоа и во предизборието пред 2-3 години. И на истиот став сум. Тоа е за мене антидржавен елемент кој што е формиран од било кои поводи кои што не се во склад со македонските национални интереси. Нивното учество на паради на Руската Федерација, на држава која што врши агресија во 21. век на соседна држава, и поддршка на држава која што не почитува човекови права, мислам дека само по себе ги окарактеризирува како несериозни луѓе за разговор со нив. И навистина јас не гледам тука причина зошто би ги третирале на подруг начин. Имаме различни пристапи кон политиката, различни интереси имаме. Нашиот интерес е НАТО и Европска унија, нивниот не е. Имаат, реков, други приоритети, нека тераат со тие приоритети. Но употребивте термин антидржавен елемент. И затоа реков дека тоа е антидржавно, да. Затоа што ние сме членки на НАТО и сме кандидати за Европската унија. И сето тоа што тие го промовираат е контра, значи спротивно на тоа. Добро, иако имаме дел можеби од населението кое што од X причини се согласува со таа логика. Имате луѓе кои што, не знам, носталгични кон некои советски времења, имате луѓе кои што бараат правда некаква вселенска и така натаму. Имате луѓе кои што се природно незадоволни од фактичката состојба во земјата. Предолга транзиција, премногу чекање пред вратите на Европската унија, тие фрустрации се разбирливи. И ако некој успева сите нив да ги собере во својот наратив, и ако тоа стане посериозно, тогаш имаме проблем. Русија никогаш не била на страната на Македонија. Никогаш во историјата.
И тоа сите го знаат, што разбираат малку и политика, и следат историја. Да, може би била на Балканот присутна, меѓутоа секогаш била присутна за потребите на две други соседни држави и секогаш на штета на македонскиот народ и на македонската државност. Обидите за распалување на некакви емоции од страна на нашиот, па не ни опоненти, не го сметам, реков, не би сакал да ги коментирам, и за додворување до таков тип на луѓе, може и ќе успее. Меѓутоа, среќа е што во Македонија нема голем број на такви лица кои што даваат подршка, што впрочем се гледа и од изборните резултати. И на следните парламентарни избори, кога и да бидат, народот повторно ќе си го каже своето. Мислам дека народот ја препознава визијата, ја препознава упорноста, ја препознава решителноста на премиерот Христијан Мицкоски за реформи, за промени, односно за едноставно градење на држава во која што сите ќе бидеме еднакви и ќе имаме еднакви шанси за напредок. Сосема за крај, не е во вашиот домен. Вие сте сега во структурите на партијата и тамо решавате одредени задачи. Меѓутоа најавена е реконструкција на владата од страна на премиерот. Каква ќе биде се уште не знаеме. Односите во коалицијата делуваат стабилни? Да, апсолутно. Ние имаме стабилно мнозинство. Реков, тоа мнозинство има шанси да биде изголемено. И во даден момент можеме да испорачаме дури 2/3, ако има потреба за тоа. Така да стабилно не е мнозинството. Во делот на реконструкцијата на владата, премиерот најави веќе дека кон втората половина на јуни ќе се отпочне со преговори, со разговори со коалиционите партнери. Внатре во партијата немаме отворена дискусија се уште за кои ресори и така натаму. Мислам дека тоа сепак треба да дојде директно од премиерот, затоа што тој е директно надреден над министрите и над владата. Она што можам да го кажам е дека и да го повторам ставот на премиерот е дека најпрвен треба да се заврши со преструктурирањето внатре во партијата, значи да ги избереме преостанатите председатели на комитетите, да ги избереме телата на партијата, значи унијата на жени, ветерани, млади сили и така натаму. А дури потоа да се пристапи кон реконструкцијата на владата, која што јас себе во моментов не би ја коментирал од разбирливи причини. Со сите министри имаме одлична соработка, би рекол добри перформанси имаат, меѓутоа факт е дека некаде ако има одредено затајување или замор на материјалот, дека е можно да дојде до промена и тоа е нормално, тоа е редовно, апсолутно дека тие луѓе што ќе бидат реконструирани, дека тие секако ќе бидат нивното искуство дека ќе биде искористено дополнително после и во партијата, меѓутоа и во други институции во државата. Така да сакам да кажам, тоа е еден нормален процес кој што се случува секаде и во сите демократски општества. Драган Ковачки, генерален секретар на ВМРО-ДПМН, благодарам што после долго време дојдовте во Заспие ако Ви благодарам на поканата, ми беше чест. Да, почитувани пријатели, тука го завршуваме ово издание на Заспи ако можеш. Се разбира, утре во 15 часот е репризното издание. Јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.